Летото ни носи релаксација, подолги денови, освежителни пијалоци и сладолед. Но исто така, она што многумина не го знаат, ни носи и сериозни предизвици за нашето орално здравје. Високи температури, промени во исхраната и порелаксиран начин на живот водат до зголемен ризик од проблеми со забите, особено кон крајот на летото и есента. Иако уживаме во секој сончев ден, токму во летните месеци нашите заби се поподложни на оштетување отколку во постудените периоди. Зошто, но и како да ги заштитите вашите заби ова лето, ни открива доктор Ивица Лукановски во продолжение. Со доаѓањето на летото ние не сме ни свесни какви промени може да ни се случат во устата, односно работи кои што ги занемаруваме, меѓутоа понатаму може да ни направат и сериозни проблеми. Нели со доаѓањето на летото конзумираме повеќе газирани пијалоци, освежителни пијалоци кои најчесто се на сладка база, тие се благи пијалоци, или пак предпочитаме на плажа да земеме и некој коктел кој содржи меѓу другото и алкохол, содржи некои газирани пијалоци. Сето тоа ни ја зголемува пеха средината во устата, каде што ние немаме секојаш можност потоа да ги измиеме забите, правиме една подлога за бактерии, за развој на бактерии во устата, со што топлото време допринесува уште повеќе, значи да се зголеми тоа. И нормално со тоа настанува зголемувањето на можноста настанување на кариес во устата кај пациенти. Втора работа што исто така е занемарлива е користењето на ладно, значи односно јадеме нели сладоледи, некои дури предпочитаат да си грицкаат и мраз, што правиме едни сериозни оштетувања на глеќта, односно емајлот на забите. Со температурни промени поголеми од 20 степени, односно нели надвор е 30 плюс степени, сладоледот е замрзнат, мразот кој го конзумираме во пијалоците исто така, настанува голема температурна разлика каде што настануваат микропукнатини во глеќта, односно емајлот на самите заби. Со тоа забите ни стануваат малку поосетливи, како на термички промени, на топло, на ладно. Знаат да бидат некој пат осетливи при джвакање, или пак веќе да станат осетливи на сладко, односно на промена на пеха во устата кај пациентите. Тоа ни е значи втората работа и една од најважните работи која не смееме да ја занемариме, сепак е дехидратацијата. Со дехидрирањето на самиот организам настануваат и намалување на лачење на плунка во устата кај пациентите. Со самото тоа се намалува и само испирањето, односно само чистењето на забите. Истото влијае на истиот начин, станува една подлога за развој на бактерии, каде што топлото време, сувата уста, променетата пеха средина во устата ни допринесува за побрз развој на кариесот на нашите заби. Исто така се зголемува, значи, како почетен симптом е таа чувствителност на топло, ладно, на благо и така натаму. Сите совети за ова не се водат кон едно, значи повеќе хидрирање, повеќе конзумирање на обична вода, не газирана вода, плакнење после јадењето на сладолед со вода која што е нормална, значи на нормална температура, да не биде преладна или пак со мраз. Исто така после употребата значи на коктели или на засладени пијалоци, доколку сме во можност на плажа да ја исплакнеме устата, постојано да бидеме хидрирани, да пиеме што повеќе вода. Во текот на летото сите ги користиме годишните одмори, нормално патуваме некаде, па би прашала и колку солената морска вода, можеби базените кои што се полни со хлор играат улога во здравјето на забите. Така. Солената морска вода нормално значи ќе ја сметаме како природна вода која што не може да направи некоја штета доколку е чиста, односно се бањаме на чисти плажи, на чисти делови од морето. Сепак не е препорачливо значи да се пие, да се конзумира или пак
како порано што имаше мит дека треба да се, дури бебињата знам ги потопуваа во вода, да поминало низ носето, па да се исчистеле Така, дишните патишта, односно да направиле поголем имунитет за зимата. Напротив, знаат некои морски ситни алги или поготоа ако е тоа во плиткото, некои каменчиња да направат, дури да застанат во самиот синус, да направат синусна инфекција, која што понатаму знае да прави сериозни проблеми, не само кај децата, туку и во повозрастниот период. Што се однесува до базените, треба да бидеме исто така многу внимателни, затоа што самиот хлор, самите средства кои што се ставаат за прочистување во базените делуваат агресивно и го разјадуваат емајлот. Така да веднаш совети и препораки се веднаш после излегувањето од базен, устата да се исплакне со чиста вода, да се изжабурка, да се исплука и што помалку да се жабурка од самата базенска вода. Ќе ви кажам пример, забележени се неколку случаи кај професионални пливачи кои што имале такви навики, до толку настаната е целосно уништување на глечта од хлорот кој се наоѓа во самата базенска вода. Така да треба да бидеме внимателни и не е безизлезно, значи играта и жабуркањето со водата од базени. Така, тоа се некои универзални совети што и за целокупното здравје важни. Меѓутоа, еве од стоматолошки аспект би прашала и колку интервенциите, односно лекувањето или било која интервенција, кога веќе го спомнавме летото, што е дозволено, што е препорачливо, што не е препорачливо да се изведува во текот на летото? Температурните промени не влијаат на, да речем, стоматолошките интервенции. Нормално избегнуваме тешки хируршки интервенции, од причина не дека нешто е проблем во моментот на работа или на самата интервенција, туку е постоперативниот третман. Како што кажав, топлото време и бактериите ни се најголемиот непријател, односно се добра подлога за развој на бактерии, па настанувањето на отоци, покачена малце и телесна температура, малаксалост кај пациентот и така натаму. Тоа е една од причините зашто избегнуваме тешки хируршки интервенции во летниот период. Така, ви благодарам многу на советите. Би сакала на крајот да резимираме како до безбедно лето и убава насмевка во текот на топлите денови. Препораките се, како што кажав, прво треба да бидеме хидрирани цело време, да си носиме едно шишенце со вода, секогаш после плажа, значи да си ги плакнеме забите со обична вода, по можност да се исперат. Ние сме склони на плажа и да си земеме некои грицки, смоки, чипсови, кои што исто така допринесуваат за лепливост, односно промената на пеха средината во устата кај луѓето. Да бидат постојано хидрирани, да ја плакнат устата, да избегнуваат премногу сладки пијалоци, да избегнуваат премногу температурни промени во устата, зашто полесно да избегнат болка, значи да немаат такви проблеми на летните одмори, да треба да трчаат титно на стоматолози и да си ги сочуваат своите заби здрави и убави. Тоа пред се. Ви благодарам многу на одвоеното време. Ви благодарам и на вас.